Започна судскиот процес за екс-председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска за кривичните дела кои се ставаат на товар. Одавање службена тајна на екс-директорот на ТЕЦ Неготин и обвинет во случајот Адитив, како и за тоа дека Димитровска се здобила со безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации откако ревизорот Миле Столевски во Државниот завод за ревизија и го положил испитот наместо таа лично. На обвинителна клупа седна и ревизорот Столевски, Борче Најдов и Билјана Петровска-Мантева. Одбраната на Татјана Димитровска, адвокатот Владимир Туфекџич, вели дека споделените информации не се тајна, туку јавно достапни информации. А за делото за сертификатот, посочи дека предложиле листа на докази, меѓу кои сведоци, представници од АНБ и ДКСК. Туфекџич очекува ослободителна пресуда. Ние доставивме во меѓувреме докази кои целосно го дискредитираат обвинението против неа, и тоа докази од антикорупцијската комисија, извештај од 30 јули 2025 година со кои се потврдува тезата на одбраната дека не е остварено законско битие на кривичното дело одавање службена тајна. По однос на кривичното дело компјутерски фалсификат, исто така тоа дело не може да се докаже, бидејќи од доказите прво се работи за обука за управување со класифицирани податоци, за која обука нема утврдени протоколи, има само електронска апликација. Од обвинителството пак вела дека имаат цврсти докази, материјални и вербални, преку кои ќе докажат дека обвинетите го сториле кривичното дело. Во меѓувреме се завршува анализата на податоците од телефонот на екс-председателката Димитровска. Анализата на телефонот е при крај, имајќи предвид дека се работи за околу 250.000 електронски записи од телефонот на председателката. Меѓутоа, сакам да ве известам заедно со колегата дека паралелно додека се врши анализата на податоците од телефонот, обвинителството превзема и други дејствија согласно закон, како што се прибавување на потребни податоци од надлежни институции и сослушување на сведоци по однос на одредени индиции кои што произлегуваат од овие податоци. Во април Татјана Димитровска стана дел од проширената истрага за случајот Адитив, а во јули ОЈО-ГОК соопшти дека таа е обвинати за уште едно кривично дело – добивање сертификат за положен испит. Во август минатата година од службениот телефон преку апликацијата Вибер на трето обвинетиот ревизор во Државен завод за ревизија му испратила компјутерски податоци, логови за пристап во системот, а трето обвинетиот од ДЗР во нејзино име го положил тестот за класифицирани информации. Димитровска долго време не беше достапна за медиумите, а во јавноста имаше се повеќе реакции за нејзино повлекување од челната позиција на ДКСК. Кон крајот на јули поднесе оставка од функцијата.